дивоградба се руши. Така да ние планираме таа дивоградба да ја срушиме и пак ќе кажам, на овој начин, нели, тој аргумент за македонскиот народ во лични карти. Која дивоградба се извинам да ја срушите? Македонскиот народ нема да биде веќе македонски народ, македонскиот народ ќе биде обична етничка заедница заедно со другите етнички заедници. И пак ќе кажам, на овој начин се губи врзивното ткиво, тоа што сите етнички заедници ги држи на купче, кон тоа што сите етнички заедници гравитираат. Добро, но не се менува уставот заради личната карта сега, мислам, да не претеруваме дека ќе се растури све. Ама сега ја ви ги читав студиите, така. Значи не можеме ние тука паушално, ама ствари не е ништо страшно, вака, онака. Тоа се паушални аргументи. Ја ви читам научни студии, нема еден позитивен ефект. Нема и држави го отфрлат. Пред 15 години сте имале 20, сега имате 7 и сите се на Блискиот Исток или во Африка. Зашто ова го нема во ЕУ ако е толку добро? Ако е ова идење кон права, ова идење кон сегрегација, кон племенизација, кон етнизација, институционализирана етнизација. И може ли само еден микрокоментар? Значи имаме два закони, едниот беше, значи, закон за една изборна единица и вториот беше законот за бранителите. Тие два закони беа блокирани од ДУИ на сличен начин, на сличен начин како ние, исто со 1000 и нешто амандмани. Тие два закона не помина. Така да сите треба да знаат дека овој закон е ефективно блокиран и точка. Крај. Или ќе го повлечат и ќе го пуштат пат, ако го пуштат во нормална постапка, пак ќе го блокираме.